Почитувани се наоѓаме во преубавиот амбиент на училиштето или Центарот за странски јазици Лингва Фан и ќе разговарам со директорката токму на ова училиште, Фанија Стошиќ Николовска. Добар ви ден и драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме и да ги искористиме овие минути да ни кажете што ќе бидат вашите активности во Центарот веќе од септември. Со оглед на тоа дека времето ни поминува, вие имате летни активности, меѓутоа 35 години се долги години и секогаш имате нешто ново, па затоа од септември ќе сакаме да слушнеме кои се сите оние новитети кои што ги планирате. Благодарам. Благодарам за укажаната доверба и чест што не посетивте и што не одбравте на некој начин за да го споделам моето искуство. 30 години е долг период, се менуваат и луѓето, се менуваат и децата. Децата се на некој начин го носат она што го гледаат дома, покрај воспитувањето, односот. Во денешно време родителите се повеќе работат, а децата се повеќе сами изложени на повеќе влијанија. Во нашата програма од оваа година ќе продолжиме и ќе го усовршиме од септември, воведовме една друга димензија, тоа е развивање на особините кои некои деца ги носат, а не знаат дека така треба или не, ги потенцираме. Во помош ни се учебниците што ги набавуваме од Експрес Бук, од Хамилтон, академска книга, од Англиски центар, Оксфорд, разни учебници и ресурси што ги има. Тежнението во најраната возраст е да се научат децата да бидат добри луѓе. Честноста, онести, sharing, да споделат, емпатијата да ја развијат, да помогнат, да се трудат да прават добри работи, да гледат што се случува. Friends, пријателството е најважно. Еден пријател да го има повеќе, тоа значи многу големо. Вие зборови да им одекнуваат секојдневно. Постојано, но низ примери, учебниците. Ајде сега кажете какво дете е Џон или Џим или Тони или преку разни, некогаш и преку животни од овие Дизнеевите. Тоа го потенцира и наставникот, обрнува внимание. Вие знаете дека покрај секоја книга наставникот има на децата има дупло поголема teacher's manual, упатство за наставникот како да почне што да потенцира. Инсистирам на тоа децата да можат, возрастните да знаат да си напиши молба, да напиши, односно до гимназија идат, мајките им ги пополнуваат пријавите. Не тоа на англиски. И полека ги воведуваме европските стандарди. Како што ви кажав, училиштето е акредитирано од Макс, но Макс беше ученик, пионер, кај што ни прати инструктори од Equals, Европската асоциација, да ги воведиме стандардите во образованието. Целосно ги усвоивме, имаше акредитација, прво инспекција од странските евалуатори, потоа и нашите обучивме инспектори, така да прво во моето училиште ги воведов тие стандарди кои ме направија можда малку поскапа, со помал број ученици, меѓутоа квалитетот за овие 30 години растеше, а сега се одржува. Пратиме што се случува, пратиме нови наслови со многу ресурси. При изборот на наставник, особено тие што работат со деца, се води сметка да наставникот може тоа да го пренеси, да го подигни, да му ја направи трајна вредност на детето. И посакувам така да е во ова време во кое што живееме, имате одлична идеја. За жал, мора да зборуваме за такви теми, со оглед на тоа во какво општество и во какво време живееме. Меѓутоа, еве само и убаво од ваша страна што ќе ги учите децата, дечињата токму на тоа, за емпатијата која е број 1 кај сите, емоционалната интелигенција, да. Деца растат тука. Од почетен курс доаѓаат и по 7-8 години, ако тоа се форсира, какво да има влијание, ќе може да се одбрани. Сега кажете ми само од септември кои јазици, кои возрасти, како ги делиме по групи накратко пред крајот на нашиот разговор. Почетни и напредни курсеви за возрастни, од апсолутни почетници или false beginners, учеле нешто, па не знаат од каде да почнат, се прави entry тест, влезен тест, се тестираат кандидатите и се одредуваат во соодветната група. Имаме и специјализирани курсеви,
не од фирми, и двајца, тројца, нудиме по фирми, доаѓаат, одиме наши тамо во фирми, јазици кои ќе се од септември, тоа се англискиот, се уште приматот го држи, германски, кај што има поголема тешкоти имаме да најдиме професор, професорите се вработени или во странство или тука по фирми како преведувачи, но сепак наоѓаме посветени професори, грчки, шведски, албански, турски, италијански, француски за жал помалку се бара, има професори, но помалку се бара, но ние стоиме на располагање курсеви за деца, тинејџери, за возрастни. Со присуство на трите локации имаме училишта, со присуство во училна или онлайн. Некои луѓе што се вклучуваат од Шведска учат тука македонски, тамо им е објаснувањата се делумно и на македонски помош и за грчки. Од грчки цело лето имаме курсеви, нашите собствени да можат да се снајдат. Да можат да се снајдат, го учат јазикот, цели семејства учат, добре дојдени се во училиштето, цените се популарни, не се повисоки, водиме сметка и можност нивна да плаќаат, отворено е училиштето, а телефоните ги имаме, на Facebook сме, на Instagram присутни. Lingva Fan. Да, ви благодарам многу што одвоивте време. До лето сите и вие посебно, многу ми направите голема чест, беше задоволство да зборуваме со вас. Една убава и квалитетна и образувана водителка. Многу ви благодарам за убавите зборови. При вашето присуство, господинот камерман и сите што стојат позади вас. Благодарам и вас. Успех.